Независно каква и да е се условите во моментот, зимската опрема е на сила и важи мора сите да ја имаат. Што подразбира тоа, знаеме, обичните овие леки возила кои сите ги користиме, треба да имаат зимски гуми, доколку немаат зимски гуми, да имаат летни гуми и да имаат ланци, односно синџери, кои се поставуваат на погонските тркала и се разбира гумите, шарата да не им биде помала од 3 мм. Но, доколку имате зимски гуми, тогаш не сте обврзани да имате синџери. Колку еве како возачи сме свесни, како народ сме свесни за почитување на правилата во сообраќајот, со оглед на тоа знаеме што се случува не само во главниот град, туку и насекаде. Еве јас ја ни спомнав глобата колкава е, дека е 45 евра во денеска противревност, бидејќи сметаме и овие кампањи така ги водиме дека не се работи да ги избегнеме законските обврски или можеби никој нема да нас запре, па не ни треба зимска опрема во град, туку се работи за тоа сите да бидеме свесни дека проценето е дека зимската опрема ја зголемува безбедноста на возилата и безбедноста на движењето во сообраќајот, да потенцирам уште еднушка, обврзани сме да носиме зимска опрема и во градски средини и надвор од градските средини. Свесни ли сме како народ за тоа? Јас- Знаеме дека свеста е за жал на прилично ниско ниво. Јас морам лично да кажам, не ги гледам статистиките, но бидејќи сум и возач и живеам во овој град и во оваа држава, точно знам дека можеби ова со зимската опрема и најмногу сме свесни ако ги споредиме со алкохолот, користењето на мобилните телефони и останати работи кои не се дозволиви, а сепак се прават додека управувате со моторно возило. Ми се чини дека со зимската опрема овде има некаква традиција, не е тоа нов закон од 15 ноември до 15 март, туку мислам и у претходната онаа држава беше некако исто календарот на тоа кога треба да се користи зимска опрема. Прашање е дали знаеме да ја користиме зимската опрема, односно оние кои имаат синџери наместо зимски гуми. Но изминативе години нели технологијата оди напред, па со зимските гуми некако можеби за почеток малку поскапа варијанта, но ми се чини многу по-безазлена и многу попрактична, бидејќи колкумина од нас знаеме да поставиме и колку брзо можеме правилно да поставиме синџери. Велам, за нас обичните возачи, непрофесионалните, кои па од друга страна камионите и автобусите па и не може да носат синџери. Спомнавме мобилните телефони, сега сме во центарот на градот, па да не речам секоја втора кола или зборуваат на телефон, или се дофрлаат, или културата за жал не е на она ниво кое треба да го има. Мобилните телефони се еден друг проблем кој бидејќи како и да свртиме е релативно понов, како што си сообраќајните овие електричните тротинети. И тука ќе треба време ке нашите граѓани да се подигне културата и јавната свест. Затоа велам, ова со зимската опрема можеби имаме и најголема култура и почитување на правилата и прописите, бидејќи со децении има законска обврска да се носи зимска опрема. Верувам дека и со нашиве кампањи, но и со увидувањето на нашите граѓани ќе увидат дека не треба да користат мобилен телефон кога возат, кога управуваат со моторно возило.